студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска учествува на 7-миот состанок на Европската политичка заедница кој се одржува во Данска, каде што ќе се обрати на панел дискусија безбедност и отпорност, традиционални и нови закани, со која ќе председаваат францускиот председател Емануел Макрон и албанскиот премиер Еди Рама. На состанокот во Копенхаген се поканети 47 шефови на држави и влади. Клучни теми ќе бидат војната во Украина и потребните чекори за посилна и побезбедна Европа во амбиент на конфликтна геополитичка ситуација. Силјановска преку социјалните мрежи информираше дека вчера вечер присуствувала и на прием, организиран од кралот на Данска Фредерик X и кралицата Мери Елизабет. На приемот, како што пишува Силјановска-Давкова во објава на Фејсбук, имала можност да поразговара со францускиот председател Макрон, со бугарскиот премиер Росан Желјасков, со британскиот премиер и со премиерите на Финска и на Малта. Ветувачки почеток во пријателска атмосфера и плоден разговор пред дискусија на кои што ќе ги представам македонските позиции согласно со нашите национални интереси, напиша Силјановска на Фејсбук. Пред стартот на денешниот состанок пак порача дека на Европа е потребна политика како уметност на можното. We need politics as the art of possible, instead of politics we are living with, in which the question is who, when and how wins. We need more Kantianism than Machiavellism. Македонија овие 2 дена е домаќин на дигитален самит на Западен Балкан. Самитот утрово го отвори премиерот Мицкоски со порака дека иднината е во дигитализацијата. А ако Македонија не сака да назадува, мора да се прилагоди. Министрот Андоновски пак најави дека земјите од регионот подготвуваат и заедничка декларација за роаминг како дома со земјите од Европската унија. Регионот покажува дека знае да работи заедно, дека може да создава заеднички дигитален пазар и дека може да биде дел од Европската дигитална декада. Денес зборуваме за една тема што не е само технолошка промена, туку суштинска револуција која обликува иднината на сите нас. Дигитализацијата. Дигитализацијата не е за машините, таа е за луѓето. Таа е за мајката која сака побрзо да го запише своето дете во градинка, за пензионерот кој сака лесно да ја добие својата пензија, за студентот кој сака пристап до знаење и книги онлайн, за секој граѓанин кој сака да ја чувствува државата како пријател, а не како противник. Технологијата треба да служи на човекот, а не обратно. Тоа е наша цел. Нашата визија е држава која ќе биде целосно дигитална, транспарентна и ефикасна. До крајот на мандатот сите јавни услуги ќе бидат достапни онлайн. Секој граѓанин ќе има свој дигитален идентитет и пристап до сите институции преку мобилен телефон. Ќе создадеме генерации со дигитални вештини, ученици кои ќе бидат конкурентни со своите врсници во Европа. The numbers tell the story. 31% of citizens across the Western Balkans use online banking. 36% shop online. 27% access to digital education. But only 20% use government services. We must do better. That is why the Western Balkans 6 joint statement on digital identity wallets and trust services is so important. Поранешниот директор на затворот во Шутка Филип Андов, кој е обвинет дека со негови дозволи затвореници излегувале од затворот, на стартот на денешното судење рече дека не се чувствува виновен. Во изјава за медиумите појасни дека тоа било негово дискреционо право. Од јавното обвинителство пак велат дека спроводот бил законски регулиран и освен до суд, болница или друга државна институција не е дозволено да се спроведуваат затвореници. Според јавната обвинителка, со тоа што било дозволен спровод до домовите на затворениците, загрозена била безбедноста на затворот. Водите кои што се вршеле во текот на работењето во затворот биле вршени во нивните домови.
Тоа ќе се докаже во текот и на постапката, односно од изведените докази на денешната главна расправа, тоа може јасно да се види, иако, како што во вовоедниот говор, обвинителството го кажа своето, дека тие требале да бидат доставени до одредени институции, односно наредбите требале да гласат само за спровод до надлежни институции каде што би можеле истите да бидат однесени. Не може во домашни услови да се носат затвореници и при услови каде што они имаат други права. И тој протокол е за притворски спроводи. Единствен затвор Скопје е само одлучен за затворениците во затвор Скопје како извршен орган, каде што до него нормално доваѓаат потреби за каде да се носат затвореници и каде да се прават тие спроводи. Тоа не е погодност, тоа е молба што се извршени овие спроводи и тоа е моје дискреционо право кое сум го користел со право на закон и било во целосно испоштувано и почитувано без никакви причини за нарушување на безбедност на затвор Скопје. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН вечерва ќе организира митинзи во Зрновци и Виница. Кандидатот за градоначалник на Ѓурче Петров пак најавува изградба на пензионерски дом со капацитет до 80 лица. Сакам да направам еден голем гест за идните генерации на пензионери, за луѓето кои што староста поминуваат овдека во Ѓурче. Ѓурче Петров ќе го добие првиот пензионерски дом. Пензионерскиот дом ќе биде веднаш зад мене, на локација на поранешното Борово. Овој пензионерски дом ќе биде со површина од 1800 метри квадратни и ќе може да прими од 60 до 80 станари. Покрај становите за новите жители во овој дом. Овој дом ќе располага и со заеднички простор од приближно 200 метри квадратни, каде што луѓето ќе можат по староста да се дружат, да се забавуваат и да ги исполнуваат нивните секојдневни социјални услуги. Како човек сум многу благодарен на генерациите кои што оделе пред нас, кои што се грижеле и создавале за нашата Македонија. И сакам на овој начин, како заедница, да им возвратиме да имаат помирна и сигурна старост. Четвртиот ден од кампањата пак коалицијата предводена од СДСМ изборната програма ќе ја презентира во Киселавода и аеродром. Кандидатката за градоначалник на град Скопје Каја Шукова пак секојдневно презентира дел од проектите во својата програма, меѓу кои ветува и решавање на проблемот со уличните куќиња. Проблемот со уличните куќиња. Ова е проблем за кој што имаме сериозен план. И покрај активностите на Лајка, сметаме дека треба да се направи ново државно прифатилиште поголемо, кој што може да го реши сериозно проблемот со уличните куќиња. И разговараме со ветеринарните станици, разговаравме со здруженијата на граѓани кои што помагаат во овој процес. Потребна ни е повеќе вакцинација, потребно ни е повеќе чипирање, потребно ни е повеќе стерилизација. Мораме на хуман начин да го решиме проблемот со уличните куќиња. И секако мора да разговараме и за една тема која што е сериозна за граѓаните на Скопје. Крематориум за домашните милиничиња. Пресконференција утрово одржи кандидатот на коалицијата предводена од ДУИ за градоначалник на Чаир. Бујар Османи вели дека хигиената е најголем проблем во Чаир и најавува на првиот ден од мандатот прогласување на вонредна состојба за да се реши проблемот. Прогласуваме вонредна состојба. Формираме кризен штаб во кој што ги вклучуваме сите. Го вклучуваме приватниот сектор со сета своја механизација. Ги вклучуваме училиштата, ги вклучуваме верските заедници, ги вклучуваме невладините организации, групи на граѓани и почнуваме масовна акција за чистење на секој сантиметар квадратен од Чаир. И рачно и со механизација. Е формирање во првите 60 дена на комунално предпријатие за чист Чаир, општинско комунално предпријатие за хигиена. Таа ќе има 120 вработени веднаш, униформирани
кои што ќе бидат дистрибуирани во поделени региони, секое мало ќе ги има својот тим на работници од комунална хигиена Чаир, кој што од раните утрински часови ќе почне не само со механичко чистење, туку со перење со цистерни, со дезинфекција на улиците, бидејќи ова е одговорност која пред се ја имам и како лекар, и како родител, и се разбира како градоначалник. Интерната комисија формирана од стручни лица се уште ги разгледува новите 5 преставки за извршени кардиохируршки интервенции. Министерот за здравство вели дека странските експерти ќе дојдат кога стручната комисија ќе ги има првите анализи. Завршени се 8 предмети кои што беа првично архивирани кај нас како Министерство за здравство. Исто така имаме нови случаи, ве информирав на пресконференција дека имаме уште 5 нови случаи кои што се работат. Исто така информирав дека нема да известиме ништо се додека извештајот не е конечен. Конечен значи дека сите случаеви кои што се предмет на анализа од стручните лица, од докторите, нема да завршат тогаш кога тие ќе ценат дека завршиле со сите анализи, и административни и клинички, тогаш тој конечен извештај ќе биде јавно достапен на веб страната на Министерството. Чекаме да завршат со наудите, знаете, тие се процеси, се сензитивни и после ќе имаме заеднички состанок, локален експертски тим со меѓународниот експертски тим и се надеваме дека тогаш ќе имаме чист случај како понатаму. Најмладиот пушач во Македонија има 13 години. Построги контроли во продажните објекти бидејќи продаваат цигари на лица под 18 години, но изголемување на цената на цигарите бараат од аналитика Think Tank, за да се намали бројката на млади кои пушат тутун и електронски цигари. Од Министерството за образование пак велат дека мора да се работи на рана едукација на децата по однос на оваа проблематика. Па затоа од годинава се воведува и изборен предмет во 7 оделение. На младите под 18 години анализите ни покажуваат дека не им се забранува продажба при продавање, значи треба поголема да се почитува законската регулатива. Понатаму, ако сакаме да ја гледаме и фискалната страна, значи добро е да се зголемат цените на овие нови производи што фактички ги користат најмногу младите сега во ова време. Во основното и во средното образование, во различни предмети се присутни теми за здравствена писменост и еве една новина во 7 оделение оваа година е воведен изборен предмет Учам за моето здравје. Друго што направи оваа влада е дека во новите законски решенија, во новите закони кои ги донесовме за основно и средно образование, ги задолживме училиштата да спроведуваат програми за против дискриминација, против насилие, против малолетничка деликвенција, но секако и против злоупотреба на овие супстанци како што се тутунот, алкохолот и дрогата. Следуваат и најновите информации од регионот и светот кои ги подготви Маријан Ников. Српските студенти во блокада ги повикаа граѓаните да бидат на собир во Нови Сад на 1 ноември на годишнината од падот на бетонската настрешница на железничката станица во тој град.